Добро вечер, драги пријатели. Оние што са легнати и спијат, им посакувам убав сон. Вечера повторно ќе зборувам за една глобална тема, која е актуелна. Тоа е поточно додолување на кредит, поточно вадење на кредит на Европската банка, Средноевропската унија, пардон, и додолување на Украина од 90 милиарди. Значи, оно Трамп што го кажал, војната е препушта на Европа или поточно Европската унија, се случува, а тоа значи воени банкрот. Европската унија е заложена околу 800 милиарди, која годишно само за камата плаќа 30 милиарди, а самиот Макрон кажа дека наскоро неќе може да ги плаќат и тие, а новие 90, околу 3 милиарди годишно е сама камата, а тоа е само за следната година, бидејќи Зеленски им кажа дека они за војната во Украина дневно трошат од 170 до 180 милиона, дали 170 кажа 180, не ми дреше збор, евра. Што тоа значи? Интересна работа, вело дека Русија ќе враќа со репарации или не знам што ако изгуби војна. Една работа треба да се знае. Они се обидува да ги украдат, така кажано, 210 милиарди заробени средства во Брисел или во Белгија, руски, но не смеат да го направат, бидејќи ќе предизвикаше војна, можеби. И одлучија, може да се, во историјата се не кражба забележена ли замрзнување на средства, да. И што се случи? Овие одлучија да 90 милиарди подигнат кредит и дадат на Украина. Украина сигурно ќе да околу 60, нема сите да ги добие, кои се и потребни за продолжување на војната. Тоа значи исцрпување на европската економија. Значи, она за овие 4 години се заложи 800 милиарди. И плюс договор што го има направено со САД од 1350, буквално е пред на чекор пред распад и банкрот нормално. И сега сето да ја биде привидно, Европската унија напомоли банки и пушта пари, но тоа са фиктивни пари, реално нема толку пари во оптек, за да граѓаните или да биде мир и дават кредити. Интересна работа од овој заем што сака, сари кредитот што сака ЕУ да го подигне за и помогне на Украина, изземени са 3 земји за враќање на тие пари, тоа е Словачка, Чешка и Унгарија. Значи, од 27 земји, само 24 ќе го враќат. И мене ми е смешно опште сега овие и некој да се надева да влезе во Европската унија која е пред распад и банкрот, а у празна кафана на Фајн знае се што може да се најде, недопиени вине и недоблудани коски. Значи, на сад испиташе ЕУ, не случајно кажа дека почитува сувереноста, маскизи дека нема демократија. Значи, многу е полесно да разговараш со една држава отколку со една заедница. Европа изгуби силата, економска што имаше, војна никош немала. Она се обидуваше да направи, но нема средства за тоа. И малку чудно са кои банки ќе ја одобрат 90 милиарди да се дадат на Украина, а треба и следната година исто да го направат. Значи, целта е остварена. Брзо Русија. Русија нема да застане, да им кажем, што го почна војната, дека од деца не падне. Значи, Украина ќе се осеќа целосно од природ кон море, а Азовското нема да веќе излезе на Азовското, а Одеса знаеме добро дека е град кој го создаде Катерина, дека таму се руско население, Николаев исто тука.
Например, полесно ќе биде да се заземе Одеса, отколку ово што останало од Донецк, чекор по чекор, но мислам дека не дојде до своите цели кои ги зацртала, а Русија секогаш водела војни, која е добро позна историјата, војни на исцрпување, за кој Западот не е спремен, а Русија се спремаше од 2014. Има сите ресурси, има храна, има оружје и па мислам дека пета веќе стана окуповната моќ во светот, која го помина дали Германија, дали Јапонија, не знам, не сум сигурен. Значи, пред нас е интересен период, период кој е статус кво. Владата треба да направи да нагади топката, не треба да отвора уставот, бидејќи Европа е во банкот и пред распад. А видите ни колку ни даде помош за пристапните преговори, околу 8 милиона мислам дека беа. Од тоа дали 3 беа грант, а другите беа како кредит. Тоа е смешна сума. Денеска имам бизнисмени во Македонија кои може да се дадат 8 милиона кредити, што се вика, или банки. Значи, Зеленски ја врши добро својата работа. Ево уште на почетокот кажал дека он човек на Путин, но сега и Трамп го користи, бидејќи и на Русија и на САД ја одговара распад на ЕУ, па и на Кина, во посебни државички. Поточно ово е англосаксонски свет, а англичаните има војна со германците, значи за премирство во Европа, а тоа е сорушење на германската колонија и Европската унија. Бидејќи Европската унија или Обединета Европа беше на Курт Вајда докторска дисертација на најблискиот човек на Хитлер. Во Европа нацизмот не е уништен, се гледа и во Украина. Украина само полуга која од трет пат Европа преку Украина сака да влезе во Русија или да е слободна. Прво тоа го направи Наполеон Бонапарта. По втор пат Хитлер, а сега САД се извлече од ова и ја препушти Украина на Европа и Европската унија. Тоа го направи Трамп со договор со Урсула фон дер Лајен. Но интересна работа, зборуват за репарации на Русија кон Украина. Како може законски да бараш репарација, кога Русија не прогласила војна со Украина, а интересно, исто така и Украина нема прогласено дека е во војна со Русија, одбранбена војна и така натаму. Значи, тука нема логика и не може да се наплатат никакви репарации. А ова се води кон еден банкрот на Европа, а тоа значи чекор пред распад. Ако, следната година се продолжи, значи Одеса дека не падне, ја кажа уште пред 5 години кога почна 2022. Операција дека Одеса не падне нема. А на крајот, најверојатно Галиција не случајно се правија широки пруги до Лавов, усари не широки потесни пруги европски, и дека тој ќе се припои кон Полска, каде ќе се земе свој дел за Руманија, не знам. Така што од Украина што ќе осам тоа Киев, а Киев многу руси го сметат за татко на руските градови. Значи на крајот и они ќе направат референдум за припојување кон Руската Федерација, затоа во мој многу анализи, оние што ме следат ревно на YouTube, значи треба да притиснат на копчето subscribe или претплати се, иако се свија, релиста саат лайк. Кажав дека на крајот Украина повторно ќе биде под руска капа, бидејќи без Украина и без Белорусија, они веќе имаат направено сојузна држава, а Русија не е суперсила, да кажеме.
автоматски имајќи сите ресурси, не и никој потребе, па и ден денеска. Имат и храна, но и со поддршка на Русија, освари на Кина, они својот пазар за газ и нафта го насочат токму кон истокот, кон Кина и Индија, особено на гасот. Не случајно се произведе гасот од силата на Сибир. Еден и сега се гради силата на Сибир 2. Индија исто купува многу газ од Русија, така да немат никако, Европското ЕУ интересна работа на купуваше газ доскоро, газ кој одеше дружба преку Украина, а вентилите се во Харков. Значи Харков, Одеса, Николаев, тој ќе се врати под руска капа. На крајот ќе остане Киевскиот дел, кој најверојатно ќе направи референдум и припојување кон Руската Федерација. Драги пратели, толку за вечерва. Оние што има желба да ме следат, можеш на YouTube да присетат на копчето претплати се, бесплатно е. И ако се допаѓа анализата да стават лайк, но исто така може да ме следат на Instagram и на TikTok, ако некој блокират, некако ќе интекне. И посакувам добра ноќ со Македонија и со затвор напред. А Македонија треба да ја нагади топката, никако отворање на устава.